Јас сум дел од тимот кој што нуди бесплатна правна помош и било каква правна помош на нашите клиенти. Меѓутоа, бидејќи системот на бесплатна правна помош е малку поширок, а бидејќи сме и овластена организација, ние ја даваме правната помош и на граѓани, сите категории на граѓани кои што согласно законот ја бараат од нас. Инаку сме дел од поголема невладини организации, поголем број на невладини организации кои што ја даваат таа бесплатна правна помош заедно со подрачните единици на Министерството за правда во секоја општина, каде што тие се отворени. Така да, правна помош 24/7 што се вика даваме на овие наши клиенти, а додека преку системот на бесплатната правна помош ја даваме на сите останати категории на граѓани на кои што имаат потреба за решавање на некој нивно правно прашање. Инаку, најчесто граѓаните бараат правна помош согласно во зависност од општественото, економската ситуација во државата, во нашето општество. Например, за време на ковидот најмногу беа работните спорови, работните правни прашања експлоатирани. Меѓутоа, генерално, мислам дека социјалните прашања, документи, припрема на документи, поднесување документи до управните органи и семејното насилство е исто така прилично застапено, особено сме во меѓусебна соработка со Министерството за правда и подрачните единици на семејствата, луѓето кои што бараат правна помош, а кои што се однесува на разводи, каде што се во загрозени децата, преку системот на бесплатна правна помош, исто така сме прилично актуелни, даваме бесплатна правна помош и имотно-правните спорови. Сега, бидејќи ние работиме со таква категорија на граѓани кои што злоупотребуваат дрога, тука се и прашањата кои што се однесуваат на полициската постапка, меѓутоа, оваа правна помош не влегува во системот на бесплатната правна помош. Начинот на кој што граѓаните го добиваат ова, кои се придобивките за нив, е тоа дека ние како ние даваме примерна правна помош, значи граѓаните доаѓаат кај нас, го изложуваат своето правно прашање, кои што сакаат да го решат или го имаат како проблем, и доколку ги исполнуваат условите, законските услови од Законот за бесплатната правна помош, ние заедно со подрачните единици на Министерство за правда одредуваме адвокати кои што адвокати ги застапуваат овие странки, им даваат професионална адвокатска помош во целиот тек на постапката и на тој начин граѓаните кои што нормално ги исполнуваат условите, тоа се најчесто категории на граѓани од самото дно на општеството кои што немаат услови и немаат пари за адвокатски услуги, придобивките се тие дека, еве, например, кога ќе дојде кај мене или во нашата организација жена која што е жртва на семејно насилство и сака да се разведе од својот маж, а тоа се најчесто социјални категории кои што немаат средства за плаќање на адвокати, припремаме документи со подрачните единици од Министерството за правда, поднесуваме барање до нив, тие го разгледуваат тоа барање и на крај добиваат одговор, односно овие жени, овие семејства добиваат адвокатски услуги кои што не ги плаќаат, кои што се на трошок на системот на бесплатната правна помош и се разведуваат и на тој начин бенефитот од тоа е всушност ова бесплатна правна помош која што тие ја добиваат, доколку не би постоело, тие би требало да плаќаат адвокатски услуги, процесни такси, а сигурно за тоа немаат пари. Придобивките се, еве вака пластичен пример, тие.